почитувани представници на медиумите, почитуван македонски народен, почитувани државјани на Република Македонија, радувајте се, имаме силна причина за радост. Вчера се замина марионетската власт на Заев, инсталирана и купена од Странски центар. Власта на Заев ќе остане запаметена по најстрашното злосторство и националната диверзија врз македонскиот народ, со бришење на името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Власта на Зоран Заев доживеа целосен пораз, на домашен и на меѓународен план. На домашен план, владењето на Заев го одбележа беззаконие, корупција и криминал. Заев ветуваше подобар живот, ставаше дури и бројчаник на кој ќе врти од земањето, на како што велеше Заев, грабежот на половина Македонија и украдените 5 милиарди евра од тогашната власт на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, наместо враќање на украденото, Заев тргна по истиот пат и ја украде другата половина од Македонија. Заев се што кажа излаже, што му отвори уста, лаже. Најбезобразно лажеше дека штом се избришат македонците од светската мапа на нации, ќе се истурат милиарди евра во Македонија од Европската Унија и сите ќе бидеме сретни и весели. Меѓутоа, го гледаме спротивното. Заев донесе педери, дрога, проституција, казина, секојдневни убиства, грабеж на народни пари. Марионетската влада во Скопје тргна да ги руши вековните македонски, традиционални и семејни вредности. Секако, нема да заборавиме дека странскиот измеќар Заев си ја исполни и желбата за одмазда спрема уставобранителите и ги фрли во занданите на Идризово со вкупна казна од 211 години затвор. На меѓународен план, Заев насилно ја турка Република Македонија во геноцидната организација НАТО, иако тоа е спротивно на референдумската волја од 30 септември 2018 година, кога народот кажа не за промена на името, за НАТО и за Европската Унија. Почитувани, злото во Република Македонија има име. Злото се вика Зоран Заев и на 12 април ќе биде катастрофално поразен. Во секое зло, добро. За мене лично и за мојата партија, ова е битка за Македонија, за мојот народ и за сите државјани на Република Македонија. Секогаш сум отворен со народот. Запаметете го ова. Давам збор, ветувам, дека нема да ја предадеме Македонија, нашата земја, нашата татковина. Никогаш нема да ја предадеме крвта на јадници македонци и македонки кои ја пролеа за нашата Македонија. Никогаш нема да го предадеме името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Кажувам директно и јасно, ние во Единствена Македонија сме во политиката да ги одбраниме македонските интереси. Македонија е нашиот дом, онака како што се бориме за нашите домови, се бориме и за Македонија. Овие избори на 12 април не се битка за власт. Ова не е битка за Јанко Бачев. Јас сум небитен. Ова не е битка за индивидуалци и лидери. Тоа е минлива категорија. Ова е битка за опстанок на цел еден народ. Ова е битка за Македонија. Битка која само заедно можеме да ја победиме. Битка во која на крајот Македонија ќе победи. Да ги збиеме редовите, рамо до рамо, срце до срце, рака за рака. Сплотени и единствени, ништо не ни може. Сите заедно, старо, младо, машко, женско, на нозе се креваме. Нашата борба е исправна. Ние се бориме да останеме своји на своето. Нашата борба е света должност. Затоа, прва задача на новата легална власт на Единствена Македонија која доаѓа е поништување на антимакедонските договори. Тоа што Заев вели дека договорите се непроменливи, заборавете го, лажи. Договорите се ништовни, но за да ги поништиме има само еден услов. Народот да не сгреши на изборите. Ние
Ние го правиме долго очекувани очекувани. На потек е народот. Единствена Македонија ја бара првата шанса на изборите. Тоа може да биде и последната шанса за Македонија. Да живее Република Македонија, да живее македонскиот народ, да живеат државјаните на Република Македонија. Ви благодарам.